Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН, е вечерва гостин во емисијата. Господине Николовски, добро вечер, добре дојдовте. Благодарам на поканата, поздрав на сите што не гледаат и добро вечер. Обично ја кога ги тргнувам овие интервјуа се со некоја хронологија, како си шо, па од едно во друго влегуваме и така натаму. Сакам веднаш да идам со најактуелностите, што не е вообичаено за мене. Да, не е прво интервју, така што да, се надевам дека нема да ви биде ремет. Се подготвувате за голем протест, кој го најавувате веќе некое време. Опозицијата се обидува и поточно ВМРО ДПМН и опозицијата се обидува да ја натера власта за предвремени избори. Во оваа ситуација имаме две работи. Едната е денеска гром искача официјално од коалицијата со вас, а со левица се повторно пак недефинирани плюс минус за против работите. Ајде молам објаснете ми оваа ситуација, колку може да биде, колку е добра, колку е лоша и кои се причините заради овие? Мислам дека градоначалникот на Карпош минатата недела имаше едно обраќање. Ние после тоа имавме наш поглед на работите, советниците од нашата советничка група кажаа дека не се многу сретни со обидите за дополнителна бетонизација на Карпош и тука мислам дека таа приказна уредолу нема нешто завршува. подоле, нешто подоле, погоре од целото тоа или? Политика се многу поедноставни работите што изгледаат. Така што тоа е негов избор, така решил, тоа е тоа, со среќа нека му е. ВМРО ДПМН останува на принципите и на политиките кои што ги ветувавме всушност и во локалните избори. Ако ја забележите работата на градоначалниците на ВМРО ДПМН е во една сосем спротивна насока од ова што се обидува да оправат во Карпош, така што мислам дека таа работа тука се заокружува. Добро, во ред. За митингот. Почнувам од обратно, па ќе идеме. Зошто митингот сега? Прашањата сега само ги артикулирам и од гледачите. Зошто сега? Дал ќе бидат секојдневни? Дал ќе биде само ова адхок и така натаму? Зошто немало порано? Добро. Прво, мислам дека во саботните случаи, според сите најави кои што ги имаме, најголемиот собир виден години наназад во Македонија. Можеме да кажеме дека има одлична атмосфера и во Скопје и низ цела држава. Ние сега како партија организиран превоз за сите оние кои што сакаат да дојдат. Има многу луѓе кои што ќе дојдат и во сопствена режија. Но верувајте дека има луѓе кои што сакаат да дојдат, кои што бараат место повеќе, столче повеќе во некоја кола или во некој автобус, за да може да стигнат во главниот град, а исто така има одличен одзив и во Скопје. Така што има една многу позитивна енергија, силна енергија, би рекол една еуфорија, која што директно е насочена кон локацијата на која што се случи
овој собира, тоа е пред владата на Македонија, со цел рушење на ова ненародна влада на СДСМ и на ДУИ, така што очекувам таа бројка која што ќе се собере на 18 јуни да е досега нешто најголемо и најмасовно видено во Македонија. Значи, огромен интерес има, повторувам, се бара место повеќе, столче повеќе во автомобилите, во комбињата, во автобусите, во возовите, со цел луѓето да може да дојдат во Скопје, а исто така има и една одлична атмосфера во Скопје, што не секогаш е често за Скопје. Скопје е поинертно за протести, што е интересно како специфика, но тоа е за некои други разговори. Овој пат и Скопје е доста заинтересирано, така што очекувам многу голема бројка, десетици илјади луѓе очекувам, можеби еве некои ми велат е прехрабро, но јас решив вечерва да го кажам моето предвидување, доаѓајќи тука на интервју размислував дали го кажам или не, веќе го кажам, очекувам преку 100.000 луѓе да дојдат на тој собир во сабота, што ќе убедливо најголем собир виден во Македонија. Ќе бидат реални 100.000 или ќе бидат со манипулации дронски дека е ова да 100.000 е страшна бројка. Нема потреба да 100.000 манипулираме. 100.000 е на Реал Мадрид кога слави титула. Епа, ќе го видите во сабота и ќе видите како тоа ќе изгледа. Веќе денес објавивме. Имајте предвид дека очекуваме голем број на луѓе. Ќе има 3 места за поаѓање и 3 рути за движење. Едната рута ќе тргнува од пред собранието на Македонија и ќе завршува секако пред владата. Втората рута ќе тргнува некаде кај Сити Мол во Карпош и ќе исто така завршува кај владата. И третата ќе тргнува од кај Македонска телевизија и ќе завршува пред владата. Јас сум свесен дека оваа голема бројка која што очекуваме нема да го исполни само просторот пред владата, туку веројатно ќе има многу луѓе и на мостот Близнак, на мостот Гоце Делчев. Исто така очекувам многу луѓе да се и во тој дел кој што е кон пошта на Македонија. За тие луѓе кои што ќе се на тој дел имаме организирано големи видеобимови на кои што ќе може да се следи целиот настан, така што логистички се подготвуваме за најголемиот собир виден досега, кој што треба да го забие колецот во оваа власт, односно да стави крај на ова владење на СДСМ и на ДУИ. И одно пред сакам да се заблагодарам на сите кои што ќе дојдат и кои што ќе не подржат во сабота на 18 јуни, да не останам недоречен. Мислам дека одговорна влада после таков собир треба да си замине. Во моментов имаме се освен одговорна влада. Тука нема да си замине. Никои илузии, не очекуваме дека Ковачевски ќе излезе пред тие луѓе од владата и ќе рече јас си одам. Но очекуваме таа бројка да е толку голема и толку силна што власта нема да може да издржи. И после тоа продолжуваме со едно така наречено протестно лето, за кое што не сакаме да ги откриваме деталите пред сабота, да не им даеме време на овие удбашкиве структури да се организираат и да прават проблеми, кое што дефинитивно ќе значи крај на оваа влада. Ние очекуваме септември-октомври да има предвремени избори во Македонија. Имаме јасен план и јасна стратегија како ќе стигнеме таму. Првиот чекор е протестот, очекувам над 100.000 луѓе. Мислам дека за подземниве структури доволно кажав за да има со што да се занимаваат во моментов, а за сите самосвесни граѓани кои што сакаат да се смени ова грда реалност во Македонија, мислам дека ова доволен мотив во сабота да дојдат и да бидат дел од таа промена која што се случи во Македонија. Непосредно пред емисијава го добив ова писмо. Века: здраво Јанко, се спрема сите автобуси од Штип, Битола, Прилеп и од сите поголеми градови пред Скопје да бидат сопирани автобуси и праќани на технички преглед, задржување до завршување на митингот, само да не биде помасовен. Значи, однапред се очекува дека тие 100.000 нема ни да можат да стигнат за да биде масовно. Дали е ова некој спин или ова реална опасност која може да се случи? Не случајно ги спомнав овие подземни удбашки структури. Имајќи предвид колкава масовност се очекува на нашиот собир во сабота, сега се обидуваат да ги одвратат луѓето. Тоа одвраќање оди во две фази. Првата фаза беше минатата недела создавање афери, насила носење пресуда за имотот на партијата и така натака и така натака,
кога видела дека тоа не помина, затоа што тој кој што е премиер на Македонија беше представен за премиер на Западна Бугарија и сладко се смееше на таа работа, сега оваа недела одат со демотивирање на луѓето. И ова што го прочитавте, верувам дека е испратено во најдобра намера и сигурен сум дека е така, но изворите на овие информации не се добронамерни, односно намерно пуштаат вакви информации, со цел луѓето си речат, па што ја патувам јас од Битола сега за Скопје 2,5 часа, кога ќе ме малтретираат. Прво, вкупно полицијата има капацитет 5 до 7 автобуси да запре. А ние очекуваме 100.000 луѓе. Вкупно зборувам, во тек на еден ден можат 5 до 7 автобуси да пратат на технички преглед, по 50 луѓе во автобус, тоа се 250 луѓе, еве ако се 5 автобуси до 350 луѓе. Јас реков дека ние очекуваме 100.000 луѓе. Така што тоа ти е една толкава река, толкава маса на луѓе што никој нема може да ги запре. Верувајте, сами се организираат затоа што веќе нема автобус во држава кој што нема да е ангажиран, нема комби кој што нема да е ангажирано, возови исто така луѓето организираат да дојдат со воз, има луѓе се организираат буквално со камиони да дојдат, еден, двајца да возат напред, позади да седнат други луѓе и на тој начин да можат да дојдат, затоа што желбата да дојдат и да ја слушаат владата е огромна и тоа ќе се види во сабота. Се преслушувам дали да ти направам регресија или да продолжам Слободно. континуитетот. Не, знам дека е слободно со тебе, немаш проблем. Јас се преслушувам себе си што поправо да идам. Вака, дали рушење на владата, рековте, протестов е за рушење на владата. Добро? 100.000 луѓе. Океј? Сите автобуси ангажирани. Колку булдозери се ангажирани? Па мислам дека нема да има потреба да стигнеме до таа работа, иако тоа е символика од регионов. Во Србија така падна Милошевиќ, по возрастните генерации се сеќаваат. Со тоа што јас немам некое позитивно мислење за Милошевиќ, но мислам дека овие се мали деца за Милошевиќ. Вака, без разлика ја што лично мислам за Милошевиќ, така што мислам дека ќе нема потреба од тие методи. Тогаш кои методи? Видите, ако ве разберем, ај сега ја моја анализа ако може 20 секунди, значи ќе направите голем протест, а потоа ќе следат серија од протести цело лето. Нема да остане на овој протест. Точно. Ми потврдувате ова? Да. Добро. Затоа И што ако бројни овој други активности кои што нема до сабота да ги обзнануваме. Кои што нема се само од овој карактер. Мислам дека е доволно. Господин за Николовски, сите анализи дека власта не ја земавте само од една причина после локалните избори, затоа што се сликавте, дадовте време нели на тие подземни удбашки структури да го направат она што го направија после локалните избори кога формиравте Ако мислите за гласањето и ја на... мислам, не, само моментот, единствена грешка дека ви беше само моментот што тоа јавно требаше тотално underground, никој да не знае да го направите. Вака се. Како ги анализирате затоа што рековте и вие киднапиране, но дали ќе има време да го киднапираат ако сето тоа можеби стварно на вистина од овие треба да скриеш? Во однос на гласањето на доверба на влада има два елементи тука. Првиот е зошто влеговме во таа работа и вториот е како се случуваше. Прво, ние не сме наивни, нити глупави и знаеме кој е распоредот на сили во собранието. Народот 2020 година гласаше на избори како што гласаше. Имаше и подкуп, имаше и притисоци, но и гласаше како што гласаше и бројни луѓе не излегоа уплашени пред се од пандемијата на корона, да ја потсетам јавноста дека тоа беа парламентарни избори со најниска излезност во историја на државата. И заврши резултатот со 44 пратеници за ВМРО ДПМН. Од 44 до 61 има 17 пратеници. Значи, нас не ни треба еден или двајца за да срушиме влада, нас ни требаат 17 пратеници за да срушиме влада. И тоа не смееме никогаш да го забравиме. Прва работа. Втора работа, оваа теза која што ја споменавте, со цела почетно мислам дека од истите центри. Зошто? Затоа што се прави свесна манипулација со јавноста, имајќи предвид дека јавноста не целосно ги знае процедурите и не мора и да ги знае. За да поднесете гласање на доверба на влада, мора тоа да го архивирате во собрание. Не можете да отидете добар ден, сега е 2, у 2,5 ќе гласаме доверба на влада.
Значи, дали било во јавност или не, се едно е, бидејќи Прво. процедурата е тргната. Второ, така. И они веќе ја знаат. откако ќе го поднесете барањето, согласно Уставот и Деловникот, владата треба да се произнесе, значи да каже си одам, не си одам, и председателот на собрание закажува седница после 3 дена. Значи не се закажува седницата од наутро за попладне, туку најбрзо се закажува за 3 дена. И тие беа роковите во кои што всушност и се случи гласањето на доверба на влада. Ние се собравме во петок попладне, во понеделник наутро прв работен ден го поднесовме, во четврток се гласаше. Така што тоа се роковите. Вака која ќе Во однос на- размислам, дури и добро било што тогаш сте иделе јавно, затоа што после никој немаше да ви веруе на приказните за киднапирањето. Одам се на тоа. Во однос на објавените 61 пратеник, каде што 61 беше токму Кастриот Реджепи, сите од власта точно знаеа кои се пратениците кои што ќе гласаат за недоверба на владата. И таму не се глупави. Точно знаат кои се во СДСМ, кои се во ДУИ, кои се надвор од СДСМ и од ДУИ. Не е дека нешто изненадени беа дека некој од СДСМ сега дојде гласаше со нас, па имаше големо изненадување. Јасно е, распоредот на сили беше ВМРО да помане, Алијанса за албанците, Алтернатива и ни се приклучи политичката партија Беса, која што излезе од влада со 3 пратеници и ни се приклучи на нас и тоа е бројката, многу едноставна е бројката. И кога ќе ги ставите сите, се извинувам Милевица, ја заборев, и кога ќе ги ставите сите овие работи во контекст, јасно е кои се пратениците што можеа да гласаат за рушење на владата, така што работите се јасни, кристално чисти, но кампањата на СДСМ, маестрално организирана од овие подземни структури уште од периодот пред промена на името, до денес насловена Сите се исти, е единствената успешна работа која што оваа влада ја има направена. Значи, автопат не изградија, брани не изградија, пруга не изградија, инвеститори не донесеа и на избори не можат да победат. Единствена, ако ми дозволите, единствена успешна работа која што ја направија е најскапо платената кампања во историја на Македонија, каде што бројни ваши условно кажано колеги создавачи на јавно мислење се дел од таа кампања, каде што велат дека сите се исти, односно теоријата на таа кампања е СДСМ се за нигде, ама и другите не се подобри. Кога една власт е спремна сама за себе да каже дека е за нигде, тоа што таа власт го допрела дното и од тоа назад враќање нема. За жал, заради огромните ресурси кои што ги имаат, мислам на пари, и со тие пари купувањето на медиумско влијание, успеа оваа кампања да ја протнат кај дел од населението и таа кампања резултираше и со делумно пониска излезност на парламентарните избори, покрај короната и ова беше реалност. И сите оние кои што успеа да, условно кажано, ја конзумираат оваа кампања, сега жалат затоа што не излегле, затоа што СДСМ и ДУИ им се уште на власти и газдуваат во Македонија. Се надевам дека мислам дека може да биде обединителен, бидејќи во овој момент навистина фали барем во јавноста едно чувство дека опозицијата се обединува. И мислам дека ако биде масовен, тоа ќе ги охрабри можеби Громи да не се во коалиција, но да го поддржат бидејќи и левица и така натаму, но барем да се приклучат во рушењето на власта. Потоа може секој да си тера своја агенда. Секој кој што мисли дека оваа влада е лоша, е добре дојден на тој процес да ни се приклучи и заеднички да ја срушиме владата. Сите кои што мислат дека не чини владава ќе дојдат. Сите кои што мислат дека чини ќе се сеат дома. Тоа е едноставно. Кажете ми, имате ли рековте дека сте убедени до есен дека ќе имаме предвремени избори и дека овој притисок ќе вроди со плод. Да. Што ќе биде тој плод? Процедура во собранието, некој ќе се премисли од СДСМ или владата ќе свати и ќе поднесе оставка? Притисокот е толку голем што ќе стане неодржливо за владата на СДСМ и ДУИ. Не мислам дека до предвремени избори може да се стигне со собирање на 61 пратеник, затоа што тогаш секогаш белите фигури се на страна на власта заради демократските методи кои што им стојат на располагање. Жените ќе им се јават? Точно, но очекувам дека притисокот ќе е толку силен и толку голем што ќе стане неиздржливо за власта
и сакале не ќе мора да заминат, односно нема сакаат да заминат, но ќе заминат. Првиот чекор е во сабота, кажав, очекувам до сега најголем собир виден во Македонија. Што ќе бидат главните пораки од ова? Што е главниот повод? На страна, знаеме дека ВМРО како опозиција треба да се бори, но што мислите дека се клучните работи? Знаете што, мајтапот со Ковачевски сам по себе и ништо не значи. Може би политички гаф, кој политичар го нема? Борис Џонсон имаше страшни гафови, па се уште е на власт и така натаму и така натаму. Но овдека збориме за некои си малце по клучни работи кои се екзистенцијални. Велите, владата е неспособна. Цените отидоа нагоре, економијата паѓа, нема инвестиции и така натаму. Што ако ја срушите владата? Имате ли вие економска програма? Што ВМРО може да направи да го спречи овој пат кој за жал не е само локален, туку и во пошироки рамки? Постојат најмалце две причини кои што мислам дека се главен мотор, главен и мотив, ако сакате, на ова незадоволство кое што го има кај народот. Првото е економскиот колапс и сиромаштијата и второто е националното понижување. И мислам дека овие две причини се повеќе од доволни за да се изрази револта на народ, а и за да се отслика расположението кај луѓето. Економски не било никогаш полошо. Најавите од оваа влада се дека ќе е уште полошо. Не најавуваат дека ќе поевтини струјата, најавуваат дека ќе поскапи. Не најавуваат дека ќе поевтини бензинот, најавуваат дека ќе поскапи. Парно не знаеме воопшто дали ќе имаме, пошто сега пак влегуваат во циркузи и во бизниси, ја одземаат лиценцата на постојниот снабдуваш со парно на БЕК и не знаат на кого ќе ја дадат. Да ја одземе и да знае на кого ќе ја дадат, во ред, овие знаат дека само ќе ја одземат, значи ништо чудно од 15 октомври во Скопје да нема и парно. Гасот отиде на 1600-1700 долари за 1000 реални метри кубни газ. Тоа може би на граѓаните не им значи ништо, ама треба да ги прашаат фабриките во кои што работат, дали таму значи нешто, затоа што ако фабриките останат со таа цена, луѓето ќе останат на улица, ќе немаат плата од кај да земат. Струјата во истите фабрики е поскапена за 500 до 600%. Ако една фабрика плаќала месечна сметка за струја, на пример, 100.000 евра, сега плаќа 600.000 евра. Кај ќе ги најде тие пари? Ќе треба да брка работници на работа. И бројни други примери кои што можам да ги бројам. И второ, националното понижување. Волку понижена, волку изгазена, Македонија не била никогаш. Ние точно е дека сме во тешка средина, имаме соседи кои што би биле сретни Македонија да не постои, македонскиот народ да не постои, но влада со волку свитка на кичма, која што на ниеден начин не се бори за националните интереси, до сега немало. Сега за еднината. Јасна економска програма имаме, одредени контури мислам дека се и познати на јавноста. Она што ние од најпатриотски побуди го понудивме на власта е условно кажано да ги подучиме, да им дадеме понародски да се израза малце ум, како да се справат со оваа криза. Имено на 100 дена од формирањето на оваа влада во тек на месец април, председателот на партијата Христијан Мицкоски излезе со предлог за предвремени избори, а додека се случат тие предвремени избори, се формираат 4 тима во 4 клучни области како им можеле да помогнеме. Зошто беше битно да се формираат тие тимови? Затоа што времето се губи. Еве веќе сме јуни месец. Владата не работи ништо, а нашите стручни луѓе не можат да помогнат. Да ја фатевме во април работата, јас ви гарантирам дека во октомври, во ноември ќе беше состојбата со грејењето и со цената на електричната енергија многу подобро тоа што ќе биде сега. Затоа што ние сега зборуваме избори да има септември и октомври. После тоа има период на формирање на влада, што значи дека тоа можеби да оди и до декември и до јануари месец. Во меѓувреме треба да се преплива овој период. Во однос на националните понижувања, да имавме јасна стратегија, немаше да дозволиме кој стигне да буквално се исмејува со Македонија, дали се викал Еди Рама, дали се викал Кирил Петков, Бојко Борисов и така натака и така натака. За здравството и за образованието каква е состојбата, не сакам ја зборувам. Еден податок можеби не е познат во јавност. Матурантите оваа година, кои што треба да полагаат матура, 90%, 9-0, значи од 10-9, одбрале да полагаат англиски јазик, а само 7% одбрале да полагаат математика. Тоа значи дека од 10 матуранти, 9 размислуваат да ја напуштат државава. Попоразителна бројка, јас немам слушнато, и овие се седат во влада, мува не ги лази, тоа значи дека нивните деца се спремаат да напуштат,
затоа што тоа е просекот, ама очигледно и тоа вака многу не ги погодува. Така што малце нашата дигресија понуда да ви направам. беше многу честна. Само ако ми дозволите, беше многу честна да помогнеме за државата да не оди во дополнителен колапс. Затоа што не ја прифатија таа подршка, после формирањето на влада, по предвремените избори, ќе мора да има една шок економска терапија каде што ќе се стабилизираат работите и после тоа да ги придвижиме напред. Ние веруваме во филозофијата на ниски даноци и веруваме во филозофијата на привлекување на странски инвеститори и давање можност на домашните инвеститори да инвестираат и да работат. Што поправо да ве прашам, колку инвестиции има оваа влада за овие 5 години? Нула. Уствари немам што да ве прашам. Да, нула. Две фабрики се изградија, двете беа договорени Што ако во време на претходната оваа влада. власт па ви понуди широка коалиција? Па мислам дека времето, јас кажав и во едно друго интервју, времето на убедување заврши, сега е веќе време на притисок. Времето да ние се убедуваме со СДСМ за било што заврши и нема простор за широка коалиција од причина што широка коалиција значи да се поделат ресорите, така? Тоа би значило, например, ВМРО ДПМН да има супер успешен министер за финансии и СДСМ да го има Љупчо Николовски во земјоделие. И џабе ние ќе имаме супер успешен министер за финансии, кога земјоделците нема може да видат никаков ќар, затоа што ова дрво кое што е во Министерство за земјоделие нема може да следи политикава на Министерство за финансии и земјоделците нема да може да видат конкретен бенефит. Одеше во јавност од прес на прес дека требало да се смени законот во собрание за да субвенциите се исплатели на тутунарите. Денеска има средба со луѓе од Прилеп. 2 недели после изгласувањето на законот, субвенциите се уште не се исплатени. Така што скоро вие правите широка коалиција. Треба сме горе-долу тука така, за да можеме да се вклопиме како тим. Ова е дефинитивен став на ВМРО ДПМН? Апсолутно. Добро. Кажете ми тогаш, ајде дигресијата што беше. Вие сте од Охрид. Да, потекло. Да. Си живеам во Скопје и горцум на двата града. Кога последен пат вака сте прошетале по овие по извиканиве места, да речем, не знам, Каса Кубана, како се викаат тие ресторани, кафичи и така натаму. Сте били ли Каса после- не сум бил во Каса? скоро, иначе Не. движам градот. Се движите вака, седнуете? Многу често, да. Што забележувате вака кај овие угостителиве? Утепани се. Генерално, многу им е паднат промет, немаат персонал. Тоа што беше поквалитетно Нема замина за Хрватска. Персонал за Хрватска. Значи, исто сме перцепирали. Како јас со луѓето живеам, со народот живеам. Се што беше во мај поквалитетно месец замина за 7.000 Хрватска. готвачи замина за Хрватска. Точно. 7.000. Точно. Ќе се вратат тие, ама ќе се вратат кој ќе заврши сезоната. И навистина, од една страна нема што им забележите на луѓето, си бегаат за подобар живот. Од друга страна, ако сите замина што ќе правиме со државата. Затоа потребно е влада која што ќе направи услови да се работи тука. Ја сега да ги потсетам гледачите дека и во Скопје и во Охрид дневно слетуваја меѓу 5 и 7 авиони со туристи веќе ова време во една претходна влада. Сега не слетуваат 5 до 7 авиони со туристи месечно. А тоа слетуваат дневно. Беше Кеј полн во Скопје, беше Парк полн, беа полни големите хотели, многу мали бутик хотели се отворија во Скопје. Охрид проработе се што не работеше уште од социјализмот, зборувам за хотели. Освен Палац. Таму е олигархиска приказна, се реновираја хотелите, се вратија во форма, бројни луѓе си изградија колку имаат сила, по една куќа, вила, каде што имаат по 7, 8, 9 апартмани кои што ги издаваат на туристи. Се разви градот, чаршијата, бродови се купија да можат туристите да го разгледуваат езерото и сето тоа после замре, затоа што овие едноставно немаат концепти и капацитет. И затоа луѓето си одат во Хрватска, затоа што немаат тука работа. Дали сте на терен низ други делови на Македонија? Да, движам, веројатно што е во задутре ќе бидам во Гевгелија. Не градовите. Ме интересира овие најмалите места каде што се. Да не речам села. Земјоделието е основно. Еве на пример ова што им е главниот проблем? Ова што го зборував за што тутунот. земјоделието конкретно? Па има 3 дела. Првото е откуп, кој што го нема. Второто на тоа малце што има цена, која што е катастрофално ниска. И третото е субвенции. Еден пример ќе ви кажам, можеби за урбанава публика нема значи ништо, но за оние кои што работат земјоделие значи многу.
земјоделците имаат така наречена зелена нафта. Што значи зелена нафта? Тоа е еуфемизам, не е дека е зелена нафтата. Нафтата е иста, но државата покрива пола од цената. Например, еден трактор ако користи дизел, и ако му треба на тракторот за да X хектари кои што ги има земјоделецот потроши 1 тон гориво, од тој 1 тон на земјоделецот собственик на тракторот, половина му плаќаше државата. Кога цената беше 45, 50, 55 денари, значи половина од тоа плаќаше државата и им доаѓаше по 20-25 денари, како би можеле да имаат некоја економска оправданост во работата. Сега цената е 105, 110, можеби 120 денари и државата не им плаќа. Го укина тоа? Да. Тоа на хартија постои, Аха. но не го спроведуваат како мерка затоа што немаат пари во буџет. Прво и второ немаат фокус, не можат да разберат дека во услови кога во цел свет нема храна и таа што има поскапува, Македонија која што има бројни полиња и житници да остане необработена е на раб на национално предавство. И сега, дури и да добијат земјоделците субвенција, пак ќе им е ужасно скапа нафтата, затоа што до лани им била со субвенција 20-22 денари, а годинава дури да добијат субвенција ќе им е 55-60 денари, значи 3 пати повеќе, ама без субвенција им е 105, 110, 120 денари и бројни размислуваат воопшто да не работат земјата. Ме интересира, имаше една ситуација во парламентот, поднесовте предлог за зголемување на дотациите за родителите со деца со специјални потреби. Баравте тоа да се изгласа, власта не го изгласа тоа. Веднаш после тоа излегува, ја веќе договорив една масовна емисија, првпат ја испланирав со 5-6 родители кои навистина беа погодени, но брзо они беа, откако се слушнав, не сите, со некои, и се откажав од емисијата, ми рекоа дека ВМРО ДПМНЕ Мицкоски намерно поднел лош закон, кој не можел да помине, кој нереално, сега ве молам тука објаснете ми малце подетално, бидејќи на луѓето така им го сервирале, и дека кој морал да биде одбиен. Можете ли во збор 2, битно ми е овој сегмент да го извадам и сакам како едноставно е, истиве кои се нема лош закон. Прашањето е само дали власта има волја и желба да го помине или да не го помине. Што беше нивното образложение, зошто го одбиваат? Нивното образложение веројатно беше дека премногу средства се определуваат за оваа категорија на граѓани, а кога ќе видите дека во Рек Битола на една фирма, Марковски, и се даваат 28 милиони евра во 4 очи, највисоко давање директен тендер во 4 очи во историја на држава, тоа ќе сватите дека овие средства се ништо затоа што може да се компензираат од тука. Да ви дам уште еден пример. Зборувавме за туризам. Власта носи закони без да размислува. Донесоа закон за неделен неработен ден, кој што јас мислам дека е добар, но тој закон не може да важи во туристички места. Зошто? Затоа што вие одите на викенд. Викенд е сабота и недела. Така, на туризам одите во сабота и во недела. Што значи дека во Охрид, во Дојран, во Преспа, во Маврово, логично е вие да правите промет во недела, а не да правите промет во четврток. И сега, или требаше определа друг ден кој што ќе е задолжителен одмор за работниците, например, во туристичките места четврток да е неработен ден, или требаше јасно да кажат дека во недела се работи, но работниците ќе добиваат дупла дневница, како и можеле туристите да трошат парите. Па не е така сега? Не Ја е мислам дека работат во недела некои маркети и во Скопје, ама добиваат... Ќе ви кажам и за тоа. Работат само во моловите каде што власта си има интерес. Има во градов цели 2 молови каде што има некои други интереси, ама тоа не би го коментирал. Зборувам за туристичките места. И сега, пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ поднесе закон во собранието со кој што се овозможува во туристичките места туристите во недела да можат да пазаруваат и локалната економија да приходува. Затоа што ако не заработи локалната економија во недела, ќе нема да даде плати без разлика дали работи после тоа од понеделник до петок. Ај нашиот што не го прифатија, поднесоа нивни закон. И исти, значи препишан нашиот нивни, веројатно сакаа да
се Да не пофалат биде од со нивниот да не закон. биде од вас, окей? Малце беше тоа и Министерство за економија, нели таму дуе министер и тие поднесоа закон, па отида тој во Охрид и се сликаше. И еве го законов месеци кусур не поминува, летово почна. Во недела во туристички места не се работи и ние се молиме да го стават на дневен ред за да го изгласаме. И се чудиме зашто луѓето после заминуваат во Хрватска да работат, затоа што овдека и со тој ограничен број на туристи и со тие малце туристи кои што ги имаме, дента кога треба туристите да ги потрошат собствените пари за да си направат ќејф, да испијат кафе, да пазарат нешто од бутици, од продавници, од галерии за слики, ако сакате, од продавници за сувенири и така натака, не може да го направат тоа, затоа што власта носи глупави закони и после тоа не сака да се коригира. Ако успеете предвремени избори, тоа малце повеќе ќе треба, еве и доаѓате, да речеме, ќе можете да ја преземете власта некаде декември, ноември. Декември, јануари. По Како? правила во Тогаш Македонија. ќе бидеме ние во една драматична ситуација. Тогаш сигурно Точно. ќе имаме едно 150 Но мислам денари дека ќе- дизел. Тогаш ќе имаме веќе 50% покачување на електрична Сигурно, енергија. сигурно. Но мислам дека ќе е премногу готовански и лешинарски ќе- да си седиме ние на страна, да чекаме овие да допропаднат зимава и следна година да одиме на избори. Мислам дека е неодговорно од ВМРО-ДПМН како најголема партија во Македонија да остави тоа да се случи на Македонија, затоа што после тоа мислам дека ќе се толку драматични последиците да Господ нема може да ги исправи. Ја мислам дека ќе биде толку драматичен кога ќе преземете. Да, но веќе можете да ги санирате. А ако ние Како ќе ги санирате? А ако Тоа е ние mission одиме impossible. на избори редовни 24-та година, мислам дека ќе нема кај да одиме на избори, пошто ќе пропадне државата. Вие кога бевте на власт имавте договор, подпишавте, ваши луѓе се подпишуваа на гасовод за Македонија за снабдување на газ. Беслимовски сега искача и вика Македонија нема газ. Па нема, затоа што ништо не работат. Затоа што Скопје требаше да е класифицирано некаде 2018 година, 22 сме, Абер нема. Требаше секундарна гасификација во цела држава да се заврши исто во тој период. Гледате дека и од тоа нема ништо. И газ има во државата таму до каде што претходните влади донесоа и овие немаат километар плюс изградено. Зборуваа за големи проекти Александрополис, интерконектори со Грција, со Бугарија, со Србија, ништо нема од таа работа. Тие тотално неспособни имаме. Јас утре имам една авторска колумна, еден авторски текст за инфраструктурата во Македонија. Саботата беше најдобар пример какви неспособни типови ја водат Македонија. Имено, во време на претходната влада почна да се гради експресен пат, што е некоја поминимална варијанта на автопат, вака наједноставно за луѓето, помеѓу градско, значи таму каде што се исклучува од автопат за Прилеп и Прилеп. Идејата беше да се поврзе Прилеп со Скопје со автопатско решение и после тоа да продолжи од Прилеп према Битола и према грчка граница. Тој пат се запре во 2017 година. Цели 4 години камен не се стави, ништо не се градеше и минатата година решија да го продолжат, да ја продолжат изградбата на тој пат, после бројни реакции на жителите и најави за протести и блокади. Еве излегоа луѓето од Росоман и кажаа дека доколку не се заврши работата, од 1 јули ќе ги повторно активираат протестите. Сега, почна што почна да го градат, но го градат крајно неструшно, имено на едно место по патот. Повторувам, може би ова тривијално звучи за луѓето кои што немаат мака, ама за 300.000 луѓе од Пелагониско, од Битолско и од Прилепско и од Битола и од Прилеп значи многу. Значи на едно место каде што треба да се заштити Карпата, прават така наречена девијација, односно патот го носат малце подесно со цел тука да може да се работи, до тука е во ред, но има тука река и кога има река треба да се стават цевки како и можело водата да поминува некаде, така логично. Над тие цевки да се направи тој привремен пат, да може да циркулира сообраќајот, додека ова не се заврши. Не го направија тоа. Суво беше, немаше дожд, заврна прв поголем дожд, се случи таму поплава, ај што се случи поплава, ај што се блокира цела Битола и цел Прилеп беа отсечени од остатокот од светот 8 часа. Тука се болни луѓе, не дај Боже со брза помош да се донесат на клинички во Скопје и така натака и така натака. Туку и тоа што беше изградено претходно водава го однесе, затоа што се толку неспособни и не знаат
да го заштитат и да го направат. Со такви имаме јанко работа. И сега заради еден дожд и заради нивната неспособност 6 месеци плюс ќе се одложи изградбата на патот. Кичево Охрид? Кичево Охрид. Мислам дека тоа теорија нема да се заврши дури во МРДПМ не недвиена власт. Таму кај што застана на 1 јуни 2017 година кога Заев формираше влада, таму е и денес. Зошто? Ќе одговорам. Единствената разлика помеѓу 1 јуни 2017 и денес е што и постојниот магистрален пат се уништи, затоа што не се одржува, па сега немаме ни магистрален пат, немаме ни автопат и практично е невозможно да стигнете до Охрид. Зошто? Затоа што се тотално неспособни, не знаат да работат. Многу едноставно е, 2 и 2 4 работата. Парите им стојат, подпише анекс, дали е честен или не, не ќе да навлегувам, кој ќе ги имаме институциите, ќе испитаме, но подпише анекс, тој анекс помина во собрание, парите им стојат на сметка, не ги трошат. Тие се на наменска сметка затоа што се обезбедени преку кредит од кинеската Ексим банка со доста поголеми услови со 1,9% камата во услови кога инфлација е 10%. Кај се парите? Си стојат на сметка, не ги трошат, не знам ли ме разбирате. Значи стојат многу едноставно е. Стојат на сметка, не ги трошат, не работат. Оти ако ги трошат, треба нешто да се работи. Точно. Зошто? Не знам Океј, поедноставно тоа треба како да го објаснам. Океј. Значи во моментов е 63% пробиен тој пат. Кога се смени владата беше 60% пробиен, 3% се пробиени, за остатокот до 100% тие 37% си стојат парите на сметка. За жал, ја и упатив покани до владата, владини представници да дојдат да ги поставам овие прашања и да ги дадат нивните одговори барем, но за жал немаме. Јас бев на почеток на градба на автопатот. Имав таа чест да народски кажу нафрлам и лопата на почетокот на изградба на автопат. Тоа беше И то ве февруари трола 2014. за многу лопати Те лопатари не вика лопатари. и затоа овие не фрлаат сега. Тоа беше февруари 2014 година. Рокот беше февруари 2018 година да се заврши автопатот. Сега сме јуни 2022 година, абер нема. И тоа е греота за цел регион таму, за Струга, за Охрид, за Кичево, на вистина е жално тоа што се случува. Подобро ништо не се правеше, отколку вакво какво што е сега. Но, повторувам, компетентна влада на ВМРО за година дена тоа се завршува и ќе може да се вози по нов автопат. Имаме ли јаглен за струја? Тоа е многу интересно. Значи, Зоран Заев отиде во Битола и на битолчани во превод им рече: јас вас планирам да ве уништам како град, затоа што се прошетав малце низ Европа, ме потапкаја по рамо, ми објаснија за зелената енергија, ама не му објаснија дека нуклеарки имаат таму кај што зборуваат за зелена енергија и дека од таму си ја произведуваат главно струјата, и јас ќе го затворам рек Битола затоа што произведува струја на јаглен. Во превод кажа дека 7.500 луѓе толку работат во рек Битола, директно и индиректно, ќе останат без работа. И влезе во процедура на затварање на рек Битола со 2 рока, 2025 и 2027 година. И струјата во Македонија почна да поскапува уште пред да се случи војната во Украина, да ги потсетам гледачите. Само во Македонија поскапуваше струјата и нигде на друго место. И тогаш овие кои ни велеа зашо протестирате за цената на струјата, протестиравме затоа што знаевме дека се случи ова што сега се случи. Нели не омаловажуваја па за струјата ли најдовте? Еве, сега немам да може да се ги платат сметките ни фирмите, ни граѓаните. Имате ли чувство дека има незадоволство кај народот, бидејќи ја не го делам тоа мислење дека народов нешто му збогтисало и така натаму и така натаму? Не, има огромно, а за жал допрва ќе доаѓа. Што очекувате? Што сега очекувате фирмиве во трошат, суштина? сега фирмиве трошат залихи. Еве ќе ви кажам еден пример. Залихи од што? Од претходно, општина Битола. Го спомнавте рек. До лани плаќаше 25.000 евра месечно за струја, оваа година плаќа 150.000 евра за струја. Оваа година општина Битола ќе плати 1.800.000 до 2 милиони евра повеќе за струја. Тоа значи дека битолчани треба за данок да платат повеќе 1.800.000 до 2 за струја, опција А или опција Б, ништо не се работи во Битола. Не може не се одрази. Ако платат повеќе данок, ќе треба граѓаните да се посиромашни. Ако ништо не се работи, тие кои што треба да работат таму нема да земат плата. Значи, едноставно е, или на едниот или на другиот начин, граѓаните ќе бидат погодени. Фирма, еве спомнав, просечна фирма со просечен број на вработени, плаќала 100.000 евра струја, сега плаќа 500.000 евра струја. Разликата е 400.000.
помножено по 12 месеци, тоа се 5 милиони евра. Кај ќе ги најди газдата? Или ќе остави клучот и ќе ги избрка вработениве, или ќе ги зголеми цените. Ако изголеми цените, пак на крај народот го плаќа тоа во маркет која ќе оди да пазари. Ако ги избрка од работа, стануваат без плата. Како ќе го спречите овој пат? Со, Ако дојдете со струјата има начин. Доколку прифатеа да сме дел од овие работни групи, ние ќе го понудевме, за жал не се случи. Прво, реактивирање на рекосломи, кои што сега практично функционира со увезен јаглен, а може да се отворат нови копови. Целосно активирање на рек Битола, во моментов еден блок не работи, и другите два работат со Нови ограничен, копови? да, со ограничен капацитет. Има во Осломеј неоткриени копови каде што има доволно јаглен. Има Колку време тоа треба да брзо се Брзо? прави тоа, површински се. површински? Не сум најголем експерт, но Не знам од овие што зошто, слушам. не знам зошто они тогаш не го спроведат. Затоа што главен увозник на струја во Македонија е фирмата на поранешниот вице-премиер за економски прашања. Поедноставно не знам како да кажам. Прво, второ, син му на Зоран Заев на 18 години отвори фирма за трговија со струја, и трето, нема позначаен функционер во владава кој што не е уклучен или во трговија со струја, или во фотоволтаици, или во ветерници. Затоа. Што очекувате дека ќе биде со стандардот на граѓаните? Велат дека инфлацијата е 10%, а цените се скокнати по... Прво, инфлацијата не е... Еве, например, маслото за јадење лани ова време беше 85 денари, сега е 165, 6, 7 денари. Инфлацијата не е 10%, инфлацијата е многу повеќе. Тука е класична манипулација со статистиката. Како беше она? Јас јадам месо, вие јадете ориз, статистички јадиме сарма. Тоа се случува. За жал сега народот јаде ориз, малкумина јадат месо и статистиката вели дека сите јадеме сарма, односно дека е 10%. Инфлацијата реално е некаде 50% инфлацијата. Ако реално се видат цените, и тоа ќе го уништи дополнително стандардот на граѓаните. Прво, фирмите немаат доволно сила да ги креваат платите колку што растат цените. Уште помалку тоа може да го прави буџетот. Дури и да се случи тоа, ќе се влезе во една инфлаторна спирала, каде што комплетно ќе изгубат парите вредност, но во услови која не може да го прават тоа, се помалку ќе може граѓаните да имаат некој пристоен живот, и за жал се повеќе ќе расте сиромаштијата. Worst case сценарио? Па не знам, со овие може Македонија и банкрот да очекува. Годинава милиарда е задолжувањето. В година не гледам кој ќе ни даде пари како држава за да Колку се се задолжиме. задолжени до сега? Преку 8 милиарди. Толку е долгот. А не доаѓајте на власт. Долгот на Македонија е преку 8 Што милиарди. ќе правите? За, Нити пари ќе имате, нити можете да ги вратите. Тоа се долгови кои треба вие да ги вратите. за споредба, кога ја презедува власта во 2017 година, беше нешто испод 4 милиарди и редовно се сервисираше. Значи не го имаат стариот вратено и плюс имаат дуплирано. Така што тоа се бројките, за жал. Значи, ние овдека збориме за екзистенцијална криза на македонецот. Да. И за да не се граѓаните занимаваат со тоа, треба да се занимаваат со овие теории на заговор кои што ми ги пласираат. Мене малце целава работа ми изгледа на онаа приказна за штурецот и мравката. Која, нели, мравката вредно работела во текот на летото за зимата да презими и да има што да јаде, а штурецот нели свирел па немал што да јаде во текот на зимата. Овие од владава така се однесуваат, како класични штурци од таа приказна се однесуваат, затоа што воопшто не размислуваат што ќе случи есента и зимата, а во исто време се прават да не си одат од на власт. Кога дојдоа на власт, колку беше Македонија задолжена? Кога Зоран Заев стана премиер, задолженоста секогаш се мери во однос на бруто домашниот производ. Во ред? Во тој момент задолженоста на Македонија беше некаде околу 36 до 37% од бруто домашниот производ. А вкупно околу 2 милиарди или 3? Не, тогаш беше некаде околу 3,8-3,9 милиарди евра. И 36% во... 36-37. А сега? Чисто да имате слика, за да станете членка на еврозоната, значи за да може да платите со евро, треба два услови да исполните. Сивата економија да вие до 20% од бруто домашниот производ
и задолженоста да не биде повисока од 60% од бруто домашниот производ. Значи Македонија беше далеку под Во идеална ситуација да биде да тоа, добие тоа, датум тоа за што преговори. да, тоа што е потребно за да се плаќа со евро. Сега задолженоста веќе стига до 64% од бруто домашниот производ, а со задолжувањето кој што се планира со ребалансот на буџетот ќе оди до 70% од бруто домашниот производ или во апсолутни бројки некаде над 8 милиарди евра. Мислам дека последната карта на која играат за да ве нокаутираат, затоа што навистина рейтинзите зборат, иако сега имаше, нели, вие објавивте некои рейтинзи, па излезе директорот на МЦ дека не правел такви рейтинзи, што испадна? Не, игра со зборови беше. Ние рековме дека тоа е за поддршка на партиите, не било за поддршка, било за симпатија кон партиите. Исто е тоа игра со зборови. Потеито потато. Например. Добро. Значи, во секој случај се согледува дека поддршката, дека рейтингот на ВМРО-ДПМН е и како далеку повисок од СДСМ во моментов. Но она што ми се изгуби мислата. Добро, окей. Последниот адот, мислам дека на оваа власт е, дали конкретниве промени во Бугарија, со нивните 8 пратеници сега виз верса што се случува, е најава дека сепак ќе добиеме датум за преговори. Дали тоа може да ја смени општата ситуација во Македонија, освен психолошка, да добијат овие импут за да издржат уште многу на власт, или нешто друго? И плюс, Дуи Али Ахмети вика нема да има избори до 24-та. И до сега Ахмети, за жал, за среќа или како сакате, секогаш бил во право и неговиот бил прв и последен. Па, го впечатокот затоа што често ги менува ставовите и можам сега и направам споредба и на многу други ситуации каде што велел дека ќе вака или така, па после тоа ги согледувал аргументите и го прилагодувал собственото мислење да бидам малце ироничен. Во однос на преговорите со Европската Унија, јас ќе бидам најсреќен доколку Македонија почне преговори со Европската Унија, од причина што мислам дека тоа го заслужуваат граѓаните на Македонија. 22 години сме во чекалната, 2000 година потпишавме договор за стабилизација и асоциација, 2005 година станавме земја кандидата, 2009 година прв пат добивме препорака за почеток на преговори, да потсетам 2008 година, нели таа режимска влада во наводници успеа да ги укине визите и македонските граѓани конечно можеа да патуваат без визи, а претходно чекаа редови пред странските амбасади и плаќа Фала и за визер од тоа време. И плаќа по 50 евра за виза, што е некаде еквивалент на 150-200 евра сега, кога ќе споредите вредноста на парите. Да не зборувам дека го спомнавте визер, дека човек за да отпатува од држава требаше кредит да земе, затоа што картите беа по 500, 600, 700 евра повратна карта, со визер се 40, 50, 60 евра. Така што тоа се јасни придобивки. Но како што сега стои ситуацијата, не Македонија да почне преговори, туку утре не примат во Европска Унија, ништо нема да се промени, затоа што имаме вакви неспособни власт. Тоа е прво. Второ, да не се лажеме. Македонија, и нема да кажем ова прв пат, не почнува преговори со Европската Унија не заради Бугарија, туку затоа што најголемите земји членки на Европската Унија мислат дека државата не е спремна, пред се во делот на борба со организиран криминал и корупција и реформи. Нас не блокира Данска, формално, нас не блокира Бугарија. Да мислат дека држава треба да почне преговори, ќе отиде еден дипломатски тешкаш, едно предпладне или едно попладне, ќе се сретне со кој треба да се сретне во Бугарија и ќе се заврши работата. Ама гледате дека тоа не се случува. Јас бев првиот. Викате дека една таква булдожер дипломатија можеа да ја направат Европа? Кога сакаат? Јас бев првиот кој што уште пролетта 2018 година, кој имаше еуфорија околу Заев, кажав дека се додека е Заев и СДСМ на власт, Македонија преговори со Европската Унија нема да почне, затоа што на иста маса со корумпирани политичари не седат. И па еве, Заев веќе не е, Ковачевски. Ама партијата е иста и министрите се исти. Горе-долу. Нема, освен Штиринска, се друго, се исти министри. Така што перспективата не е добра и она што мене уште повеќе ме загрижува е формирањето на Европската втора лига, каде што без никаква дебата во јавноста, нашите се согласуваат да влезат, затоа што председателот на Европската комисија
се извинувам на Европскиот совет, односно на Европската унија, Шарл Мишел, јасно ја подржа идејата на председателот Макрон на Франција за формирање на Европска втора лига и не само што ја подржа, туку е во посета на регионот, денес е во Подгорица кај Мило Џукановиќ, оди во Приштина, па доаѓа во Скопје, каде што ќе ја понуди оваа Европска втора лига и најверојатно овие од власта ќе ја прифатат од причина што збор не рекоа досега против таа идеја, нити не повикаа нас како најголема политичка партија да се исконсултираме што мислиме. Ако сите у регионот прифатат, досега ќе може ние да одбиеме. Апсолутно, можеме и ќе објаснам зашто. Досега само председателот на партијата Мицкоски и јас сме излегле со ставови против оваа идеја, јасни, чисти, затоа што на оваа идеја може да се најдат по мене најмалце две фалинки, од кои што втората е многу поголема од првата. Првата е друштвото. Значи, тоа е друштво во кое што влегуваат земјите од така наречен Западен Балкан, значи од поранешна Југославија минус Словенија и Хрватска плюс Албанија и земјите од поранешен СССР. И тоа не е некое симпатично друштво, се Македонија да е во друштво на Грузија, на Молдавија, на Украина, не е баш за Косово, Албанија, не е баш замашало друштвото. Но вториот, за мене многу поголем проблем од првиот, е што ова тело нема да има никаква извршна и финансиска моќ. Затоа што ние сакаме да влеземе во Европска унија за граѓаниве да живеат подобар живот и за да има систем на владење на правото. Ова е една лабилна, лабава форма на сојузување, слична на Советот на Европа и на ОПСЕ, каде што Македонија е полноправен член, ама некоја голема корист нема, затоа што нема јасни извршни механизми. Што значи дека дури и таа втора лига нема да е класична втора лига. Но ја мислам дека го извадија ова Еве, за да идат контра на отворен Балкан. За луѓе во кои што пратат спорт, да имаше на пример прва и втора професионална лига, ајде некако ја сватиме, па се од прва лига се бориш да влезеш во втора лига. Предлогот е прва лига од втора во прва. Од втора се извинувам во прва. Предлогот сега е прва лига да е професионална, а втора да е аматерска. Ева, кад наједноставно да ја објаснам работата и нашиваа голтат јадицата без никаков проблем. Затоа што сваќаат дека датум нема да се добие, дека ние нема да влеземе, проблем на Европа, не знам зошто им е толку проблем. И сега гледам Овој поштуваат проектот на Рама и Вучич за отворен Балкан. Тоа е нешто сосема друго, можеме тоа да коментирам, но гледам од властва сега почнуваат. Не, ама на Европа оваа реакција за оваа втора лига, не? Не гледам дека ќе поврзам. Но нешто друго да искоментирам и за отворен Балкан ќе кажам. Сега преку истиве пропагандни шеми на сите се исти. Гледам дека одат текстови каде што се напаѓа Европската унија. Значи исти овие кои што се колнеа, кои што се крстеа во Европска унија. Токму тоа сакав да го кои кажам. што велеа дека треба име да се смениме пробудиме ваму од таму. сонот. Да, сега велат тоа Европска унија е за нигде, тие таму се развратни, Но којните велат дека е ова америчко масло за поголема зависност од американците. И сега, значи одат со една кампања против Европската унија, сакајќи да го убедат народот дека нас не мрази Европската унија и затоа не напредува држава. Во суштина е многу едноставно. Неа бива владава и е корумпирана и затоа не напредува. Ама и претходно не напредувавме, не можевме да мрдаме. Не е баш исто. Не е баш исто. Еве споменавме 2009 прва препорака за почеток на преговори, 2008 визна либерализација, се потпишаа неколку договори за слободна трговија кои што сега се во функција и да не забораваме, доаѓаја преку 10 инвеститори годишно да отвараат фабрики со 3 до 5.000 вработени. Стварно реално колку имаме инвеститори сега? Две фабрики кои што не стигнаа да доизградат во време на ВМРО-ДПМН и ја продолжи инвестицијата после промената на власта, Магна во Струга и Дура во Скопје. Но реално нова нема. Нема, нови нема. Отиде се во Србија, вака наједноставно да ви кажам. Исто така политичката, но и психолошката перцепција се промени многу во Македонија по добивањето на Томосот, признавањето на Македонската православна црква и едноставно едно воодушевување кај македонскиот народ потегот на српската црква, кој долго време беше прикажуван како негатор на Македонија, на македонизмот, не прогласија и рекоа овдека Македонска православна црква, Охридска архиепископија, иако има сега доста од којните тоа го негира, бугарите ги нема и повторно имаме една агресивна политика од страна на Бугарија за бугаризација на Македонија или не знам што им е идејата,
а од друга страна повторно влијанието на Србија се зголемува на еден елегантен, пријателски, добар начин кој и за поздравување. Така и треба да се зближуваат народите со признавање. Треба градиме добро соседство, но ние пред се треба да имаме наша македонска политика. Но зошто Бугарија тогаш инсистира да отвори еден културен центар под име Ванчо Михајлов, каде што е свестна дека ќе има негативни реакции. Мислам дека просто ја очекува и ја знудија реакцијата на Ламбе Лабаковски, за кој ја јавно се заложив дека човекот треба да му се одаде секакво признание, а и помош сега во правниот процес. Апсолутно се слагам. Мислам дека Бугарија континуирано води иста и по мене погрешна политика. Они 150 години водат иста политика, не е вчера политика. И нивната филозофија е дека тие на запад се граничат со сами себе. Односно да поедноставиме барањата на Бугарија. Бугарите бараат да прифатиме дека ние сме бугари кои што зборуваат на дијалект на бугарскиот јазик. Тоа е вака наједноставно нивното барање, да не се лажеме и да не се правиме дека не знаеме што бараат. И тоа е иста нивна политика уште од пред формирањето на бугарската држава во 1878 година, со формирањето на бугарската екзархија, споменавте за црквата, во 1871 година, практично со одлуката на султанот почнува таа политика на Бугарија кон Македонија. Јас сметам дека е целосно погрешна. Мислам дека таа политика и на Бугарија има донесено многу несреќи во минатото. Да не забораваме дека Бугарија изгуби 2 светски војни и ги изгуби Балканските војни со безумната политика кон Македонија. Но тоа си е нивна политика и нивна математика, нека си ја гледаат дома. Тоа што е за нас проблем е дека прават проблем на Македонија да се развива, но повторувам, јас сум убеден да имаме ние ниско ниво на корупција и да имаме сериозно ниво на реформи, Бугарија нема блокира. Убеден сум во таа работа. Као што не блокираше за НАТО, нема блокира и за Европска унија, ако има соодветен притисок. Не знам, малце ми е научна фантастика муабето. Бугарија ќе се грижи за криминалот во Македонија. Не Бугарија, да не се разбереме погрешно. Јас велам, доколку има ниско ниво на корупција во државава и соодветно ниво Бугарија на ќе смени реформи, мислење? Бугарија нема смени мислење, туку големите европски држави, 4-5 и мојтни, ќе направат притисок врз Бугарија да смени мислење. Ништо, да ви посакам среќа на протестов, бидејќи ова треба да биде момент на прекршување на сите работи, па ќе видиме што понатаму. Се надевам дека ќе имаме уште емисии, ќе Ви благодарам на можноста. А она што ми останувате должни, вие како партија, не вие лично, е детален економски план. Ние, значи, пред да ве гласа било кој, мора точно да знае. И мислам дека успехот на ВМРО ДПМН, ако беше нешто во минатото, беше кога ќе излезеше со економска програма точно Ќе имаме како. прецизна програма, која што ќе ја презентираме пред изборите, се надевам и тука ќе имаме можност да ја презентираме, а би сакал да ги поканам сите што ни гледат да дојдат во сабота во 19:30 часот на 18 јуни заедно да срушиме владата на СДСМ и ДУИ. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.